Територијалната противпожарна единица од Виница го прошири возниот парк со уште едно интервентно возило. Го донираше доброволното противпожарно друштво Сава од општина Литија, Република Словенија. Станува збор за современо опремено возило од марката Мерцедес, кое може да превезува 9 пожарникари, а располага и со уреди и опрема за гаснење пожари и интервенции при други несреќи. Ова возило ќе ни користи најповеќе за урбани средини, што не значи дека не може да го користиме и за пожарни на отворен простор. Така да возилото ни ќе ни биде од голема корист, бидејќи Виница има на неколку места критични точки, на тесни улички, така што ова возило ни е брзо и брзо ќе ги завршуваме со ова возило интервенциите. Исто, можеме како што гледате, ова е брзо возило, можеме брзо да стасуваме и до селските средини. На примопредавањето на возилото, председателот на доброволното противпожарно друштво од Литија, Игор Цивидини, им посака на виничките пожарникари да го користат што помалку при пожари и други несреќи. Возило Летник 2002 нај вам служи в добре намене, в добробит ваших људи. Упајмо да ga čim večkrat uporabite za vaje in čim manjkrat na samih intervencijah. Vozilo je uporabno tako v hribovitih delih, v naseljih in za hitre intervencije, za manjše intervencije, da so gasilci hitri in da učinkovito delajo v prvih minutah samih požarov ali drugih nesreč. Заедно со возилото, словенечките пожарникари волонтери на своите колеги од Виница им донираа и униформи, обувки, заштитни шлемови, заштитни маски со боци за кислород и друга опрема за лична заштита при интервенции. Градоначалникот на Виница Миле Петков упати благодарност за донацијата од словенечките пожарникари. Ние веќе подолг временски период сме во интензивна комуникација со општина Литија за донација на возило и еве денес дојде до конечна реализација. Ова возило е од големо значење за територијалната единица и ќе служи за брза интервенција се со цел заштита на имотот и животот на граѓаните. Во преговори сме за донација на современо навално возило, со што ќе се комплетира возниот парк на територијалната противпожарна единица Виница. Проширувањето на возниот парк на територијалната противпожарна единица од Виница е добре дојдено, особено за интервенции на отворен простор во услови кога има големен број пожари поради палење на страништата и сламата во полињата. Општина Кочани организираше јавна дебата со представници на граѓански здруженија во рамки на регионалната програма за локална демократија Reload 2 на UNDP. Целта е да се воспостави соработка и успешно имплементирање на проекти кои се од интерес на граѓаните и пошироката заедница. Наскоро ќе биде објавен и јавниот повик на кој ќе можат да се пријават сите заинтересирани организации од граѓанскиот сектор од општината. Тема за дебата ќе бидат младински иницијативи, проекти од животната средина, социјална инклузија на ранливи групи, на граѓани, исто така и туризам, култура и спорт. Ова е втор ваков настан. На почетокот од годината веќе имавме еден јавен повик, каде што исто така со заеднички напори од страна на граѓанскиот сектор дефиниравме приоритети. Имавме успешен јавен повик, тогаш избравме 3 проекти. Се надевам дека одзивот на граѓанскиот сектор и на организациите од Кочани ќе биде уште поголем овој пат и ќе имаме уште повеќе успешни проекти кои што ќе бидат финансирани преку Reload програмата. За информации, значи програмата трае до декември 2024 година и се спроведува во 8 општини во нашата земја. Покрај Кочани проектот се спроведува во Крива Паланка, Куманово, Гостивар, Битола, Велес, Охрид и Гевгелија. Реализацијата на регионалната програма за локална демократија Reload 2 на UNDP е значаен поттик за натамошно напредување на соработката на општина Кочани и граѓанските организации. При тоа Советот на општината донесе и одлука за кофинансирање на проекти на граѓанските здруженија во рамки на јавните повици што се организираат преку Reload 2. Предвидено е 20% од вкупниот износ на средства за граѓанските организации да бидат кофинансирани од буџетот на локалната самоуправа на Кочани.
Викендов по 25-ти пат во Кочани се одржа манифестацијата Денови на медот, замислена како продажна изложба на мед и пчелни производи. Во паркот на револуцијата на десетина штандови своите производи ги представија пчелари од источниот и другите региони во државата. На отворањето на манифестацијата беше речено дека ова е добар начин на граѓаните да им се приближат производите за здрав живот, особено што источниот регион изобилува со природни реткости што се погодни за пчеларење. Целта ни е да го промовираме пчеларството како земјоделска дејност и производите од пчеларството како храна и како лек. Граѓаните мислам дека сега се доста едуцирани, секако со помош на овие манифестации, што не само Кочани ги има широм државата. Сега се достапни доста информации од електронските медиуми, телевизијата, така да луѓето веќе знаат што е медот и може да разликуваат мед од пчели и мед кој не е од пчели, односно фалсификуван. Ова година секако климатските промени си го земаа својот данок и приносите на мед беа доста намалени, во некои региони беа минимални, значи воопшто немаше ни вадење на мед. На овогодишната манифестација Денови на медот имаше представници и од јадрената група Меден Исток, која на своите членови има возможува да ги брендираат собствените производи и да ги продаваат со соодветен сертификат за квалитет. Освен тоа се спроведува и обука за лица почетници за пчеларство на одржлив начин. Оценка е дека медот и пчелните производи кај нас имаат одличен квалитет. Имаме баркод на нашите капачи и може секој купувач кој ќе купи медот на Меден Исток да провери на интернет со втиснување на код капачето да види од каде е медот. Нашиот мед подложи на две анализи, анализа на амитрази и резидуи од амитраз и основна анализа на медот. Ние имаме ливадски мед кој е стварно неверојатно добар и посебно сме гори македонците на медот од драка или чалија како викат, треночно има во нашата околина, односно од реонот од Оризарска река до Злетовска река на Балканот има најмногу драка и тој мед е со неверојатен и висок квалитет за кој ми треба да размислуваме да изградиме собствен бренд, бидејќи тој мед има многу добри особини. Освен мед и пчелни производи, на овогодишната манифестација Денови на медот во Кочани беше изложена и пчеларска опрема и алатки. Присутните граѓани добиваа и совети од пчеларите за корисноста од употреба на медот за човековото здравје. Комуналната инспекција на општина Кочани во соработка со полициски службеници во неделата ја реализираше најавената контролна акција на пазарот кај автобуската станица. Целта е да се стави ред во користењето на просторот наменет за зелен пазар и да се отстрани узурпацијата на површините, како и продажбата на прехранбени продукти од тротоарот и јавнопрометните површини. Од комуналната инспекција информираа дека по спроведената акција предупредени се сите продавачи, но не е изречена ниту една мерка за санкција. При тоа, со продавачите е договорено во иднина да се користат тезгите кои веќе се поставени во непосредна близина на просторот што е определен за зелен пазар, а дополнително да може да се користи просторот од само едната страна на тротоарот за да се обезбеди непречено движење на пешаците. Одговорните во општина Кочани додадоа дека акцијата за контрола на зелениот пазар кај автобуската станица и на просторот кај градскиот пазар во Кочани ќе продолжат и во наредниот период. При тоа, од идниот викенд за продавачите кои нема да го почитуваат договорот, ќе следуваат санкции. Целта е да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот, а од полициските служби се очекува да ги предупредуваат и казнуваат возачите кои ќе паркираат возила на самиот кружен тек кај пазарот и на пешачките премини и другите прометни површини наменети за пешаци. Под мотото "Не спуштајте ги рацете", во Белград се одржа 20-тиот меѓународен Сатира фест. Се работи за еден од најпрестижните фестивали за хумор и сатира на Балканот, на кој учествуваат најдобрите сатиричари од регионот. Фестивалот годинава беше посветен на 100 годишнината од раѓањето на Душко Радовиќ, познат српски поет, новинар, афористичар и телевизиски уредник.
Организатор на настанот е БАК, Белградскиот афористичарски круг, а меѓу учесниците на фестивалот представници од Македонија беа афористичарите Миле Ѓоргиевски од Делчево и Ленче Стоименова од Кочани. Имаше и од други држави, од Србија, од Хрватска, Босна и Херцеговина, од Швајцарија и учесниците беа во многу голем број. Дали што ова е сега и јубилејно издание или што малку имаше пауза за време на короната. И селекторот одбра од сите тие 35 учесници, меѓу кои голема среќа е што влегов и јас. Не го крием моето задоволство дека ова е досега мој најголем успех во областа на афоризмот. Инаку афоризми пишувам многу долги години. 30 години не е малку стаж да се пишува афоризам. Може би оваа година ќе прославиме 30 години афоризам. Ова го чувствувам како најголем дострел досега. И благодарам на организаторот и на селекторот што ги оцени моите афоризми како достојни за еден ваков меѓународен фестивал. Пред присутните во големата сала на Универзитетот Коларац во Белград, Стоименова се представила со дел од својата богата збирка афоризми, од кои два презентираше и за гледачите на телевизија Канал 8. Не кукаме. Песната ни е таква. Шамарот е знак дека и ние имаме образ. Во неделата се одигра седмото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, во кое екипата на Осогово беше домакин на средбата со Пробиштипски Рудар. Жолто-сините беа сигурни во својата игра и не дозволија изненадувања, па на крајот славеа победа од 3:0. Првиот гол го постигна Тоше Манов во 11-та минута по одличното додавање од Коцевски, со што беше отворен резултатот. 10 минути подоцна домашната екипа постигна нов гол, но судијата Пилешков го поништи поради фаул во казнениот простор на гостите. Сепак, правдата беше задоволена во 56-та минута, кога Ѓоргиев со удар по шутот со глава повтор пат ја затресе гостинската мрежа. Конечниот резултат од 3:0 го постави Андреј Коцевски во 87-та минута, откако шутираше од левата страна и го погоди голот на гостите, со што на својата екипа и донесе нови 3 бода. Осогово останува на првото место на табелата со 19 бода, пред Тиверија која има 16. Во следното коло жолто-сините ќе гостуваат на екипата на Карбинци. Во втората фудбалска лига се одигра деветото коло, во кое Виничка Слога 1934 доживеа пораз од 2:1 на домашен терен од Беласица. Иако домашните фудбалери први дојдоа во водство во 44-та минута со погодокот на Октај Амедов, сепак не успеа да ги освојат бодовите. Гостите од Струмица направија пресврат, кога најпрвин во 77-та минута Коцев од пенал го изедначи резултатот, а потоа Милушев во 84-та минута ја донесе победата на својот тим. Со поразот Слогат се најде на предпоследното место на табелата, а во следното коло ќе му гостува на Тетекс. Од клубот информираа дека досегашниот шеф на стручниот штаб Даниел Стојановски поднел оставка. Во третата кошаркарска лига група 1 се одигра второто коло, во кое кошаркарите на Баскет Дино ја совладаа екипата на Овчеполе од Свети Николе со убедлив резултат од 132:70. Потврда за одличната игра на домашните кошаркари е и кош разликата во сите 4 четвртини, што се движеше меѓу 15 и 20 поени. Честитки за победата на Баскет Дино заслужуваат сите играчи кои одиграа супериорно, а најдобри стрелци беа Филипов со 39, Лазарев со 17 и Ивановски со 16 поени.